Viral fake news stories generated more total engagement on Facebook than those from the top 19 major news outlets combined. BuzzFeed and The Guardian traced around 100 domain names to this small town that are creating fake news. So-called fake news can have real-world consequences. It's a danger that must be addressed. This is Veles. Now it's known as Trump's Veles, famous for its fake news websites. Ќе остане запаметено во светската историја дека таа 2016 година едни млади луѓе од Велес успеа да најдат начин како да заработат не кршејќи го законот. Кога стасаат тие странски новинари да прават репортажа овдека и од тогаш почна надоле само тој бизнес. Велес не е во центарот на вниманието во екот на актуелната председателска кампања во Соединетите Американски држави, или барем овој пат доцна се вклучува. Новите правила на Facebook ја блокираа добро разработената шема за заработка, од која Велешани трие раце на председателските избори во САД во 2016 година. Целиот нивен труд се состоел во регистрирање и одржување сајт во странство под анонимно сопствеништво на кој се објавуваат статии. За да ги продадат приказните, креирале лажни профили на Facebook, се приклучувале во групи со стотици илјади членови и таму од различни профили ги споделувале статиите. Секој клик на статија од групите води до веб страницата, каде пак просторот за реклами е продаден на сервисот на реклами на Google. Што повеќе кликови, толку поголема заработувачка. Мораш да имаш минимум 10-20 профили за да можеш да го работиш тоа и да постираш. Да речеме од 100 до 200 илјади членови во таа група и сега не може, нормално дека не може сите да бидат активни, ама што повеќе членови, тоа е повеќе активна групата. Пример, од 100.000 членови, некои си 30 до 40% активност и кликови. Најдобро секогаш одела лагата. Ние пишувавме обично некои бош муавети, што не секој знае колку навредливи да ги речем, а сепак е лага. Во меѓувреме, велешаните останаа без профилите. Facebook увиде дека, предпоставувам дека увидел дека се работи стрикно за изборите и дека сите статии доаѓаат од македонска IP адреса и најверојатно има увидено дека нешто не е во ред како што треба, ги има проверувано најверојатно статиите, тој некој си алгоритам што го прават и едноставно ги бришат тие статии што не се вистини. Facebook стави нов алгоритам и не може да се работи, едноставно да се постира статии. За евентуалната заработка на овие избори се бараат алтернативни канали. Преку Инстаграм да ги навлечат луѓето преку стори директно на страната. Линк на стори од страната и тоа е тоа. Ова е единствениот велешанец од вкупно 10 напишувачи на лажни вести кои ги контактиравме, а кој прифати да ја раскаже приказната со заштитен идентитет. Тврди дека повеќе не е во индустријата од која некогаш заработувал. Личниот рекорд му е заработка од $280 од една статија, што значи дека со платени 10% данок, чистиот ќар бил $252 од само една преземена или измислена вест. Пикот бил пред изборието во 2016 во Америка, кога месечно му се слевале од $1,000 до $2,000. Едноставно преку сметка, преку банка и тоа е тоа. Со тоа биле чисти и пред законот. Од екот на популарноста до денеска ниту една македонска институција не се позанимавала со пишувачите на лажни вести кои добија светска слава. Управата за јавни приходи гледа само дали е платен данокот на парите од странство кои легнуваат на сметки. Управата за финансиско разузнавање, финансиската полиција велат дека ниту имало пријава, ниту барање од пријателска земја да се истражи ваквиот тип на активности. Од обвинителството пак посочуваат дека според кривичниот законник нема кривично дело за кое јавното обвинителство би постапувало по службена должност. Малку е познато дека идејата за ваква заработувачка во земјава тргнува од Куманово, а дури потоа станува популарна меѓу велешани. А во Велес, епитетот кум на веб страниците од ваков тип го носи Тале Арсов, по професија адвокат. Истражувачката репортерска лабораторија објави дека Арсов ја лансирал политичката новинска индустрија во Велес,
Работел со американски партнери и ангажирал новинари од странски, десничарски и популистички веб медиуми. Посочија и на лажни вести објавени на неговиот сајт, како и дека неговото име е на листата на проверки во истрага за евентуални врски со Русија. Мејнстрим медиумите, со цел да му фрлат црна дамка на порталот, издвоија неколку содржини како конспиративни, а кои едва и се бројат на една рака, и кои за волја на вистината беа преземени од други портали од САД во период на моите почетоци со овој бизнис, а бидејќи подоцна се утврди дека не се вистина, беа избришани. И сега, луѓето за тастатурата кои работат на неговиот сајт не се познати за јавноста. Содржините се пласираат од админ со назив Conservative Army и неговата Facebook страница е избришана, а за можната истрага разбрал од медиумите. До денес не добив образложение од Facebook ниту одговор по жалба. Можам само да претпоставувам, но сигурно не е поради објава на лажни вести. Затоа што страните кои беа како такви етикетирани, повеќето беа укинати една година пред да биде укината мојата страна. Никој за ништо ме нема повикано, а дури и да се водела таква истрага, сигурно подоцна сфатиле дека таа никаде не води и престанале. Мирко Чешелковски пак не крие дека младите кои ги обучувал заработиле од пласирањето на лажните вести, нешто за што со гордост раскажува пред странските медиуми. I had students with a revenue of north of 100,000 per month, US dollars. That's a lot of money. Especially in Macedonia. Пред домашните медиуми ниту сака да зборува, ниту споделува информации каква е сега заинтересираноста за обуки. Но бизнисот не мирува, додека Facebook ги брише страниците, профилите и групите, таргет за развивање на бизнисот е социјалната мрежа Parler. Истражувачите од Election Integrity Partnership на оваа социјална мрежа го откриле сајтот Resist the Mainstream, кои преработуваат и реобјавуваат вести од американските конзервативни медиуми, теории на заговори и дезинформации. Преку имейл адресите поврзани со администраторот, откриле дека се завршува кај известни Виктор и Александра, повторно од Велес. Објаснувањето е дека фармите на тролови се префрлуваат на десничарските платформи, оти помала веројатноста таму да бидат блокирани. Но мигрирањето на другите социјални мрежи не ги прави помалку опасни. Тие представуваат и безбедносна закана за секоја земја. Еве да кажеме во случајот со пандемијата од COVID, дезинформациите поврзани со коронавирусот представуваат закана по јавното здравје на граѓаните. Од тука не смееме да се доведеме во ситуација дезинформациите да ги анализираме само од аспект на тоа дали го прекршуваат правото и дали се работи за финансиска заработка или не. Алексоска предупредува дека пасивноста на Северна Македонија може да создаде проблем онаму каде што го нема. Нашата држава мора поодлучно да почне да се справува со овој проблем, бидејќи еве како што гледаме не е проблем само во нашата домашна информацијска сфера, веќе почнува нашата земја да станува проблем за другите држави. Преку ваквите активности Северна Македонија ризикува да биде окарактеризирана како земја од која што потакнуваат дезинформации кои што таргетираат граѓани на други земји. Следниот чекор, после ова, и многу е лесно и легитимно, било кој да го окарактеризира ова и како мешање во внатрешните работи на другите земји. Велешкиот писател Александар Кукулев, кој приказната за велешаните ја вметна во книгата Како избравме американски председател, вели дека неговите сограѓани сватиле што најлесно се продава денес. Тој е убеден дека нема сериозна логистика за пласирањето на лажните вести. Тие сватија дека денеска луѓето се информираат бегло, значи на брзина, ги читаат само насловите и ги читаат две или три болдирани реченици. Јас одговорно тврдам дека меѓу овие што ги споменуваме, ќе ги наречеме хакери, иако тоа не се ни оддалеку хакери, дека има и луѓе кои апсолутно не се, како би се изразил, не го познаваат најдобро англискиот јазик. Имаат ресурс, страници како BBC, CNN, страници кои лиферуваат сериозни информации,
Нив им треба телото и онака никој не го чита, а за насловите и две или три болдирани реченици се грижи некој кој го разбира англискиот и нивната работа е завршена. Трендот на копи-пейст објавување, нешто што е далеко од професионалното новинарство, не е непознато за домашната публика. По истиот метод сега се бараат алтернативни канали на странскиот пазар за посериозна бројка на читатели. Што е следно? Како вели нашиот народ, никогаш не се знае до каде оди проникливоста и креативноста на луѓето.